Përshëndetje të nderuar shikues, ja ku po ritakojemi së bashku me gjurmët. Dhe sot në fakt do flasim për një shkollë. Edhe pse një pjesë e madhe e jetës tonë kalohet në shkollë, sidomos kur jemi në shkollë fillore të mesme, gjysma e jetës në fakt na kalon në ato banka shkollore, ky vit po shënon një fillim të ri, le të themi, ose një vazhdimsi. Diçka risi e vitit 2026 dhe vitit shkollor, le të themi 2026-2027, është fillimi i shkollës së mesme policore apo rikthimi i së njëjtës pas shumë vitesh. Kjo nuk kupton që tashmë të gjithë ata të cilët janë entuziast për të punuar në Ministrinë e Punëve të Brendshme apo thënë më ndryshe për të bërë polic, e më pas për ta vazhduar karrierën në sferën e policisë apo të mbrojtjes, le të themi, të qytetarëve, të drejtave të tyre, kanë mundësi që të marrin shkollim profesional në këtë drejtim. Mirë po, duke qenë që kjo shkollë i ka rifillimet e veta tani, për të kuptuar se si në fakt do të funksionon, si do të bëhet pranimi, seleksionimi i nxënësve, kush do mund të futet, kush nuk do mund të futet, çfarë do ndodh me ata të cilët do të diplomojnë, a ka mundësi për të mos diplomuar në këtë shkollë apo në këtë akademi policore. Për gjitha këto ne do flasim në këtë emision, këto minuta do t'i ndajmë për këtë shkollë të mesme, e cila për nga karakteri është profesionale, por që ka mjaft dallime të saj dhe pak ndoshta ngjashmëri me shkolla tjera të mesme. Së bashku me mua këtu në studio është ndihmës ministër për qendrën për trajnim pranë Ministrisë së Punëve të Brendshme, Vlatko Mitkovski. Dobar ден, добро ни дојдовте. Добар ден, ви благодарам на поканата. Ке зборуваме за едно средно училиште, јас пред малку кажав дека може би има многу малку допирни точки со другите средни училишта, а особено дека е дел од Министерството за внатрешни работи. Зашто беше важно да ни се врати едно вакво средно школо? Ние сме имале порано полициска академија или пак средно школо за полицајци. Зашто беше важно во 2026 да имаме пак истото? Согласно новата реформа на Министерството за внатрешни работи, повторно се враќа полициската академија во државата, и тоа во рамки на Министерството за внатрешни работи. Меѓутоа во малку поинаков состав. Овој пат во нејзини рамки се наоѓа средното полициско училиште, останува делот за обуки кој што досега го има и секако логистичкиот дел кој што ќе помага сите овие процеси да бидат навреме спроведени. Важно е да се напомене овде во оној историски осврт дека последната генерација средно полициско училиште беше 2000 година, значи повеќе од 25 години како што не функционира. Воведувањето на средното полициско училиште значително може да влие врз развојот на полицијата пред се, особено ако е добро организирано и согласено со современите стандарди. И представува основа за создавање стручен кадар, уште од рана возраст и обезбедува систематска подготовка на идните полициски службеници. Секако тука е пред се потребата од поквалитетно образование. Пред да почнеме, кажавте дека има многу голем интерес од граѓаните, особено од средношколците, младите, да се информираат, и ова ни е целта за оваа емисија, да дадеме се што можеме повеќе информации за оваа школа. Која е разликата или пак кои се тие клучни разлики помеѓу ова средно школо и другите средни школа? Во однос на законските уредувања и нема некоја значителна разлика. Направивме еден обид најнапред да формираме едно стручно државно средно училиште кое што ќе произведува полициски кадар за потребите на државата. Разликата е во тоа што нашите ученици ќе бидат сместени во интернат, во сегашниот центар за обука во иднина полициска академија, каде што ќе им биде покрај сместувањето обезбедена исхрана и работна облека, односно униформа. Ќе бидат присутни на настава и вон наставни активности преку целата недела и ќе имаат можност нормално за време на викендите да си одат дома, некогаш и ќе немаат таа можност. Разликата е дополнително во тоа што предпладне ќе се одржува
настава по стручни, вонстручни и општообразовни предмети, додека во попладневните активности се предвидува воннаставни активности, односно на пишување домашни задачи, делот на строевата обука ќе се практикува по попладневните часови, така да многу ќе немаат слободно време за други активности. И кога би ги имале тие периоди, секако може да ги користат пред се за дополнителни спортски активности. Школото располага со време на теретана, ќе биде отворен и базенот, така да ќе имаат занимација во секој случај. Разликата пред се е тоа што нема да бидат дома. Ова е слично, многу слично со студентскиот живот кој што студентите надвор од држава ќе го живеат, и мислам дека тоа ќе биде позитивен дел, дека се малку подалеку од семејствата. Тоа што кажавте дека цел ден учениците ќе бидат во настава, дали тоа ќе биде наставни или воннаставни, но ќе бидат активни. Значи, дали има конкретен распоред од кога почнува наставата, до кога завршува? Во текот на денот наставата е иста како и во сите средни училишта, значи ќе си трае по 40-45 минути, со големи одмори, паузи измеѓу. Денот ќе им започнува со утринска гимнастика, потоа продолжува со доручек, па постројување, она класична смотра и проверка на униформата. Потоа се упатуваат на настава, нормално рековски си имаат и големи одмори и паузи, потоа продолжуваат со ручек, по кратка пауза продолжуваат со попладневните активности, односно сето она кое што се учело во текот на денот со своите воспитувачи одговорни на класовите да го повторуваат, да напишат домашна, што не им е јасно дополнително да прашаат, за да не се заборави она што се учело во текот на денот. Потоа ќе им следи вечера, после вечерата имаат слободни активности за најчесто да ги користат за вежбање. Значи, можноста за овие ученици да влегуваат по лоши патишта е многу мала. Многу мала. Тоа е добро, дека имаме сега проблеми со младите и деликвенцијата. Всушност, нивната професија ќе биде спротивна, односно да се борат со таквите појави. Во друг дел, освен распоредот, како ќе функционира оваа средна школа? Вака, средното училиште, како што кажав, ќе биде во состав на Полициската академија, која што пак е во состав на Министерството за внатрешни работи. Може би за прв пат имаме средно училиште кое што нема да биде во состав на Министерството за образование и наука. Она што го кажав, ќе има сместување, интернат, исхрана, работна облека. Наставата ќе се одвива, ќе биде составена од стручни и општообразовни предмети, согласно веќе изготвениот наставен план, наставните програми исто така кои што се при крај. Во наставните активности ги објаснивме. Дополнително по завршување на третата година ќе имаат теренска обука, односно познатото логорување, и секако ќе одат на теренска обука, пракса во полициските станици. Тоа е онака дополнително кое што ќе го имаат, инаку во многу работи нема да се разликува од останатите, затоа што ќе функционира од трета и четврта година. Всушност 2 години продолжување по завршена втора година во било кој од средните училишта, средните 4-годишни училишта во државата. Тоа значи дека сите ученици кои што моментално се втора година веќе можат да се запишат за трета година во полициската средна училиште. Да, и оние кои што на време на објавувањето на јавниот повик нема да имаат навршено 18 години старост. Значи може и некој кој што веќе поминал трета година повторно да се врати на трета. Кој ќе може да се запише? Кои се тие условите за запишување? Па покрај возраста треба да биде македонски државјанин, активно да
активно да го владее македонскиот јазик и да е психофизички здрав и способен. Што значи ова психофизички здрав? Па дека ќе подлежат на дополнителни проверки од страна на комисијата од Министерството за внатрешни работи. Лекарски прегледи и психофизички проверки. Дали би требало овие ученици да имаат нешто физички можности подобри од другите ученици или пак исто ќе почнуваат сите? Па тоа ќе бидат посебните услови за запишување на учениците и тие дополнително во моментов се доуредуваат и ќе бидат донесени од страна на Министерот за внатрешни работи по наш предлог секако и се состојат од неколку норми кои што самите кандидати за ученици ќе мора да ги исполнат. Дали тоа би било, например, 50 скликови да се направат? Па нешто помалку. Нешто помалку, има згибови, има трчање маратон на кратки стази за одреден временски интервал. Од кога ќе може да почне запишувањето? По наши анализи околу 1 јули 26 година. Значи, сите тие што сакаат за оваа средна школа, имате се уште време да одите до теретана и да повижбате. Ние ќе одиме и со другите детали, одиме со малце реклами и се враќаме, шкаме пак публицитет да дориктеме пред таа тира, сепсе тука шум џера порту дискутуваш, што важдоничен рони мене. Ако прориктеме срдиш на студио да е до ваш дом, то фласим per shkollën e mesme policore, për gjitha kushtet, ne mbetëm tek ajo që përposa atyre kushteve të përgjithshme, ka edhe kushte të posaçme që është edhe kontrolli psikofizik i gjithë kandidatëve apo nxënësve që tashmë duan të regjistrohen në këtë vit të ri. Do vazhdojmë për detaje tjera, da se вработиш во Министерството за внатрешни работи не е мало и не е малку работа. Дали ќе се вршат и проверки, биографија, фамилиарски истражувања или пак на безбедносни проверки? Да. Во процесот на селекција за запишување во средното полициско училиште нема да се вршат безбедносни проверки, пред се поради законските ограничувања, сепак се работи за малолетни лица, меѓутоа безбедносните проверки ќе се вршат по завршување на средното полициско училиште, односно пред вработувањето во Министерството за внатрешни работи. Што би значило тоа за овие кандидати? Ако имат некакво минато кое што не се склупува со критериите на Министерството, дали во тој момент нема да може да се вработат? Така е, доколку не ги поминат безбедносните проверки. Меѓутоа, тоа си го одредува агенцијата, си имаат своји безбедносни критериуми согласно кои ги вршат тие проценки. Сепак, ние ќе примаме ученици кои што ќе бидат малолетни, така да не може и премногу да очекувате дека се веќе некакви деликвенти или сторители на некакви дела, а верувате штом ќе ги преземе средното полициско училиште, шансите за такво нешто понатаму се многу минимални. Кои се тие безбедни мерки, зборуваме општо, за да знаат и родителите и сите тие што се заинтересирани, да немаат вршено кривично дело или како изгледа тие? Пред се е тоа. По мој сознание, пред се е тоа, меѓутоа безбедносните проверки ги врши Агенцијата за национална безбедност. И пак ќе напоменам, тие би се спроведувале по завршување на школувањето пред приемот на работа. Кога сме во овој момент, дали со тоа што кажувате, вработувањето не е 100% гарантирано? Тоа зависи од кандидатот тогаш? Загарантирано е доколку ученикот го заврши средното, положи завршен испит и нормално ги помине оние безбедносни проверки на крајот. Верувајте, тоа шансите за такво нешто се многу мали да некој не помине, меѓутоа може да се случи самиот кандидат да не сака да продолжи со вработување, тоа е негов избор. Што би се случувало ако во текот на овие 2 години некој кандидат ќе врши кривично дело? Дали веднаш ќе се трне од оваа школа или продолжува? Тоа ќе мерките кон такви кандидати ќе бидат преземени согласно сите останати мерки за прекршување на поведението како и во сите средни училишта.
Кога сме кај селекционирањето, се уште сме почеток, нели прва година, после неколку години, како ќе изгледа тоа? Дали ќе биде долг процес? Кажавте дека од 1 јуни се очекува да се запишува? Јули. 1 јули ќе гледаме за време на нивниот летен распуст максимално побрзо што може да се заврши процесот на селекција, за да може како и сите останати училници да ја започнат учебната година од 1 септември. Дали ќе има интервју со кандидатот, особено? Да, во делот на фазите за селекција, покрај психофизичките проверки, ќе се спроведува и интервју. Дали има разлика на документите кои што треба да се достават докај средното школо со разлика од другите средни школа? Па не, начелно се истите документи. Доказ за македонско државјанство, извод на родени и секако кај нас разликата е што ќе мора да донесе доказ дека завршил 2 година средно образование. Нешто друго дополнително не? Не дополнително. Рековте дека ќе има завршен испит. Како тоа ќе изгледа, пошто знаеме дека имаме државна матура. Дали е тоа истото? Така, истото е, истата ќе ја спроведува истиот државен испитен центар. Не се разликува во тој дел, во зависност од завршниот испит, понатаму учениците одлучуваат на кој од факултетите ќе го продолжат своето школување. Разликата е можеби во тоа што нашите ученици по завршување на средното полициско ќе бидат вработени во Министерството за внатрешни работи, па ќе бидат приморани студиите да ги вршат вонредно. Кога сме кај завршниот испит, дали тоа ќе биде теоретски, пошто знаеме за сите други школа се теоретски, или пак има и физички вештини? Не, исто како и сите. Предметите се исти, мајчин јазик, ќе мора да одберат некои од стручните предмети нормално и некои од општообразовните предмети. И како во сите средни училишта. Дали ќе има шанси некој ученик да не помине од 2 на 3 година или пак од 3 на 4 година? Пак ќе напоменам како во сите средни училишта шансите и овде ќе бидат исти. Некој да не помине, па повторно да ја преполага 3 година или 4. Ние ќе имаме константно генерации, така да ќе има каде да... Дали би можело да се направи нели од 2 година некаде друго, да се дошло кај вас на 3, па од полициско пак да излезе во друга школа, ќе може? Да. Кога сме кај бројот на запишани, дали има квота? Квотата се одредува согласно потребите на Министерството, меѓутоа цениме дека првата генерација треба да биде околу 200 ученици. Значи, тоа се проценува 200 за 2 години ќе има потреба наредната пак околу 200, меѓутоа да гледаме да не ја надминеме таа бројка поради квалитетот на образованието. Секако ќе има квоти, да речеме, за од кои градови, односно сектори за внатрешни работи ќе бидат примени ученици согласно потребите на Министерството. Тоа значи, например, Гевгелија може да има потреба само за 30 полицајци и 30 ќе се примат од тој регион. Така е. Не би можело да се направи промена на регионот, например од Скопје да оди полицаец во друга општина? Ќе може, меѓутоа согледувајќи ги потребите пред се повеќе за Скопскиот регион, пожелно би било да е обратно од другите градови да имаат желба да доаѓаат да работат во Скопје. Дали на овие 200 нормално ќе се примаат со најповеќе бодови кандидатите? Самиот процес на селекција има бодови. Секако како критериум нема да се зема за почеток успехот од првичните прва и втора година од друго средно образование, затоа што сепак процесот на средно училиште трае. Меѓутоа, доколку при поголем број на поднесени апликации, секако дека ќе бидеме приморани да го земеме и тој дел во обзир, меѓутоа за почеток нема да влијае. Понекогаш ова може да звучи малку како исплашливо, дали треба да се плашат кандидатите од оваа школа? Воопшто не. Баш утрово слушнав реклама за една спортска академија која некаде е на
исти средно училиште, спортска академија, која некаде на исти ранг со средното полициско училиште, така да веќе они ги објавуваат и критериумите за физичка подготвеност, кај нас се уште се во изработка, меѓутоа верувајте, оваа генерација млади многу повеќе сакаат да спортуваат и при самата апликација веќе се солидно подготвени самите. Која ќе биде предноста во иднина да имаме полицајци кои што имаат излегувано од оваа средна школа, отколку да имаме полицајци кои што немаат завршено средно школо полициско? Јас сум еден од тие. Разликата е, како што поменав на почетокот, имаме рана селекција, уште од рана возраст. Тоа е многу важно, затоа што едно е да обучуваш, да школуваш ваков кадар на 15 години, 14-15, друго е на 21-22. Перцепцијата е различна. Цениме дека со раната селекција на полицајци ќе се постигне подобар квалитет. Ке речеме дека еден кандидат има поминато и тоа безбедносните проверки и веќе се вработува. Дали има можност да одбере работно место или сите се вработуваат во исто работно место во почеток? Сите започнуваат како полицаец. И согласно првичните анализи на прием, 99% би оделена работа во секторите каде што аплицирале. Значи, од почеток аплицираат за кој сектор сака да работат? Согласно потребата ќе биде и конкурсот објавен за кој сектор за внатрешни работи ќе има најголем број потреба. Може би сакале да знаат учениците која би била и нивната иднина, освен полицаец, ако работат, ако се докажуваат? Имаат можност за напредување во службата. Баш во текот на вчерашниот ден имавме една трибина заедно со Факултетот за безбедност. Ги представувавме можностите за напредок во кариерата на еден полициски службеник. Нормално, по завршување на средното полициско и вработување, секако ќе има еден одреден период како гаранција во кој што ќе мора да работи како полицаец, меѓутоа и тој период е доволен да се заврши високо образование, кое што понатаму ќе биде потребно за унапредување во кариерата. Така да ги имаат сите можности, согласно новиот акт за систематизација, предвидени се доволно работни места за полицајците да можат да напредуваат, со тоа да земат и поголема плата, нормално. Рековте дека во овој случај учениците би требало да продолжуваат и може да продолжуваат високо образование. Дали има ограничување во кој смера може да продолжуваат или не? Нема, во зависност од завршениот испит кој што ќе го положат, согласно него они се насочуваат на високо образование, нели зависи кои предмети ќе ги одбере да ги полага за она државна матура. Меѓутоа согласно новиот концепт кој што го предвидуваме, наша цел ќе биде овие средношколци да ги насочуваме кон Факултетот за безбедност кој што физички се наоѓа и во склоп на Полициската академија. Нешто интересно е и дипломата на оваа средна школа. Со разлика од другите средни училишта каде што дипломата се дава од директорот на училиштето, тука не е друга ситуација. Да, пропишано е свидетелството и дипломата во правилникот на Министерството за образование, меѓутоа како акт со оглед на тоа дека средното училиште ќе се наоѓа во рамки на Министерството за внатрешни работи и како акт ќе произлегува од Министерството за внатрешни работи. Согласно тоа единствен кој што може да потпишува акти во име на Министерството, кој што Министерството ги издава е министерот за внатрешни работи или од него овластен работник, така да претпоставуваме дека тоа би бил раководителот на Полициската академија. Зашто оваа разлика со другите средни школи? Затоа што
и физички и законски се наоѓа во склоп на друго министерство, не е во склоп на Министерство за образование и наука. Но вредноста на тие дипломи е иста. Иста, пропишани се секаде. На крајот учениците се стекнуваат со 240 кредити, како и сите средношколци, се дава диплома за завршено 4-годишно образование, значи ги признаваме оние 2 години претходно учени во друго училиште и со нив се конкурентни и на пазарот. Без разлика дали ќе прифатат да работат во Министерството за внатрешни работи, со таа диплома може да се вработат во сродни области во општеството, па дури и надвор од државата. Тој моментот каде што кандидатот не би сакал или пак поради безбедностите проверки нема да помине, кои би биле тие области други за можности за вработување? За жал, можеби ќе бидат ограничени во тој дел, меѓутоа пред се тоа е многу добар подготвен кадар, да речеме, во агенциите за обезбедување. Доколку се помали критериумите, тоа би можело да биде судската и затворската полиција. Така да не е дека нема можност. И има одредени институции кои што, да речеме, не ограничуваат какво средно образование, каков профил ќе вработат, него има доволно средно образование и секако би биле конкурентни. Јас пак ќе кажам на нас со средното полициско училиште, оние кои што имаме завршено, едноставно немаме друга професија. Да, само таа ни. Дали тоа значи дека децата кои што од мали нозе можеби сакаат да бидат полицајци, играат полицајци, добро би било да се запишуваат во овие средни училишта? Дека име така од внатре им доаѓа тоа? Па видете, ние ќе направиме една кампања, ќе посетиме неколку училишта, меѓутоа до толку рана возраст, па не, секако има отворени денови на полицијата, еве доаѓа и 7 мај, денот на полицијата, така да ќе имаат можност и оние дечиња да се запознаат со дел од работата на полицијата и дел од материјално-техничките средства со кои што располага Министерството, така да можеби таа желба уште повеќе ќе се разгори кај нив. Полицајците и лекарите се две професии кои што без разлика каква пречка имавме ковид, имавме големи пречки, продолжуваат да работат и се така похумани професии. Колку е важно родителите да бидат информирани за ова средно школо и можеби да ги поттикнуваат нивните деца за да се запишат? Со оглед на тоа дека во училиштето ќе се примаат малолетници, секако оние разговори и договори кои што ќе се потпишуваат за школување ќе бидат потпишувани со родителите или законските старатели на овие ученици. Верувајте, од досегашните реакции од јавноста, сосема спротивна реакција имаме, односно ни се јавуваат родители на кои што децата им изјавуваат намера да влезат во ова средно полициско. Воопшто не се ни надевале, нити верувале дека нивното дете ќе сака такво нешто. Меѓутоа, согласно сите согледувања, самите деца изјавуваат намера за разлика од родителите. Порано беше друга ситуација, време на транзиција, каде што самите родители гледаат да ги осигураат финансиски своите деца, па може би биле приморани да ги тераат да се запишуваат во полициско школо. Овој пат ситуацијата е обратна. Ние ќе продолжиме овој разговор, одиме со малце реклами пак, шкојме пак публицитет да добиеме да дорикнеме и ктуа да вляцим пак мошоме да про професионални полицеве, што ќе важно и чонрони мене. Ја го борикнеме срдечно студио да доваждам вляцим би школа, не месме полицоре. Пред малце низ разговорот ни кажавте дека и вие сте ученик од средно полициско училиште. Како беше вашата експириенца? Целиот тие 2 години тогаш? Тогаш се учеше 4 години.
средно, така да многу помали по завршување на осмолетка бевме, се пријавувавме. Самото училиште гради ве обликува како во профилот полицаец. Секако има одредени вештини кои што еден полициски службеник треба да ги поседува и тие се градат токму во текот на обуката, односно во текот на средното полициско училиште. Како што напоменав пред малку, ние со средно полициско училиште немаме друга професија, не знаеме друго што да работиме. Така да во текот на школувањето нормално се стекнуваат оние вештини потребни за еден полициски службеник, а пред се тоа се физичката подготвеност, комуникацијата меѓусебна и со граѓаните, дисциплината пред се, психолошката стабилност и одредени морални вредности кои што треба да ги поседуваат идните професионалци кои што ќе сакаат да се грижат за безбедноста на граѓаните и државата. Кога говорам за дисциплина и одговорност, и тогаш и сега во средното полициско ќе постојат правила и ред кои што мора да се почитуваат. Учениците, како и ние тогаш, треба да бидат точни, сериозни и одговорни во извршувањето на задачите кои што ќе им се доделат. Секако се стекнува и физичката подготвеност, бидејќи полицијата е професија која што бара добра кондиција, затоа е важна и издржливоста, силата, брзината, координацијата и спортскиот дух секако. Во делот на комуникацијските вештини кои што се стекнуваат за време на школувањето, тоа е затоа што полицајецот мора да знае да разговара со граѓаните, да смирува конфликти и да објаснува ситуации. Затоа се важни јасно да се изразува, активно да знае да слуша и културно да се однесува према граѓаните. Потоа важна е и психофизичката стабилност и самоконтрола. Во полициската работа често има стрес и ризик. Самите ученици треба да покажуваат смиреност во овие тешки ситуации, контрола на емоциите и голема трпеливост. Исто така, од стручните предмети се учи како да се почитува законот, како да се почитува етиката и бидејќи е важно и етичкото однесување. И самото полициско училиште бара високи морални вредности, бидејќи е важно самиот ученик да има чувство за правда, за чесност и за почитување на човековите права пред се. Важна е и тимската работа која што се стекнува во средното полициско училиште, бидејќи самата полиција е обврзана да работи како тим, затоа е важно учениците да умеат да соработуваат меѓу себе и да ги почитуваат другите, без разлика на различностите и да им помагаат на истите. Во средното се учи способноста за концентрација и учење, бидејќи покрај физичката обука и многу теоретски предмети како право, криминалистика, психологија, затоа се потребни добра меморија, внимателност и редовно учење, затоа ги напоменав на почетокот оние во наставни активности кои што ќе се спроведуваат и секако полицијата мора да има храброст и чувство за служба, бидејќи е потребна подготвеност да се помогне на другите и да се преземе одговорност дури во ризични ситуации. Сето тоа се учи во средното полициско училиште, сме го учеле и ние и затоа се уште важи она порака од постарите да ги прашате разлика помеѓу полицаец кој што завршил средно полициско и кој што завршил основна обука од 3 месеци, 6 месеци или пак сега едногодишна. Не велам дека обуката не е квалитетна, меѓутоа пак ќе кажам разликата во возраста
и подолгиот период за учење си го носат своето. Спомнавте дисциплина, една можеби од најважните дела на оваа школа. Дали би имало дисциплински мерки ако некој не се однесува како што треба? Па не постојат повеќе во средното образование дисциплински мерки, него оние педагошки мерки со намалување на поведение и сето тоа. Во делот на основната обука која што сега спроведуваме постојат затоа што целата обука се заснова на бодување на кандидатите и при секој престап кој што ќе го сторат следат такви мерки со намалување на бодовите, изрекување на писмена или јавна опомена или отстранување од обука. Со оглед на тоа дека се работи за средно училиште, мерките се малку поинакви, сепак е тоа задолжително образование. Чим почнува веќе првата година на средното училиште, дали ќе продолжува да постои и обуката едногодишна или пак Да, согласно потребите ќе се спроведува и основна обука за полицајци понатаму, меѓутоа пак ќе кажам согласно потребите, со оглед на тоа штом средното почне да продуцира кадри, така и бројот на прием на кандидати за основна обука би се намалувал. Рековте дека учениците ќе живеат во интернат, ќе имаат храна и све обезбедено. Дали родителите имаат некоја финансиска обврска? Кон нив немаат финансиска обврска, освен оние патни трошоци за оние кои што не се од Скопје, затоа што они ќе имаат и работна униформа таму, така да не се обврзани од купување на облека. Постои можност понатаму Министерството да обезбеди за нив и спортска опрема согласно можностите понатаму во текот на школувањето. Но не треба ништо додатно за храна, за спиење, за ништо? Не, дури се предпочита забрана за внес на храна од надвор. Сепак гаранцијата за храната која што ќе се служи во академијата да не дојде до некои несакани последици со внес на храна од надворешни добавувачи, така да би сепак е затворен круг, може да се случат разни несакани здравствени последици. Нормално и вашата обврска ќе биде за многу голем број на ученици, така да важно е нивното здравје. За крај, ние сме при крај, дали има нешто што не сме зборувале за оваа средна школа или не? Па мислам дека се опфативме од она што и досега го прашуваат самите средношколци кои што имаат намера да се запишат во ова средно полициско училиште. Јас повторно ќе упатам апел секој кој што цени за секој ученик кој што цени за себе дека ги исполнува овие вештини кои што претходно ги набројав, слободно да се пријави на јавниот повик од 1 јули оваа година, секако во консултација со своите родители. Ние како академија ќе нудиме високо квалитетно образование за нив, пред се и да се запази образовниот процес, меѓутоа и во заштита на нивното физичко, односно телесно здравје. Едно прашање што не сум прашала е разликата помеѓу машките и женските кои што ќе сакаат да се запишуваат, дали ќе има разлика во критериумите во запишување или не? Во критериумите да, ќе има разлика во делот на посебните критериуми и тоа во фазата на селекција за физички проверки. Може би не би требало да биде така. Имаме доказ на обратни ситуации, меѓутоа како и во делот сега на основна обука ќе има разлика, меѓутоа не и во бројот на примени кандидати, тука немаме ограничување. Нема квота за девојки и машки примени? Не. Значи кој ќе биде најдобар, тој ќе се прими? Тој ќе влезе, без разлика машко, женско или националност. Иако почнуваат од различни минимуми, да кажеме, дали тоа значи дека и девојките кога ќе завршуваат ќе бидат спремни да ги исполнуваат истите критериуми како и машките? Да, во поголемиот дел да. Да, на исти работни места, како полицајците почнуваат. Нема разлика. И со иста способност. Така е. Првично ви благодарам многу за ова интервју и се надевам дека ова прва година ќе оди така мазно и добро и па ќе имаме многу години од оваа средна школа.
Дај Боже, ви благодарам повторно на поканата и што се заложивте за еве на некој начин да го испромовираме овој старо нов систем на полициско образование. Благодарам.